Слушате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Славица Арсова. Добро вечер и добре дојдовте. На почетокот настаните на денот. Изгласан законот за прекршоци. Од 1 февруари ќе стасуваат казниот систем од безбеден град. ДУИ и СДСМ гласаа против, но двајца пратеници од коалицијата на Ахмети обезбедија доволно мнозинство. Символ на длабока системска слабост, Вака Филков го коментира случајот со судијата Ѓоко Ристов. Најавува итни законски измени за спас на правосудството. Протест на вработените во пошти, без плати и во субстандардни услови, сведочат на крахот на поштинскиот систем. 4G официјално трет мобилен оператор, доделена лиценцата. Сад Русија и Украина на преговори во Абу Даби. Јотова седна во претседателското столче на местото на Радев. За системот Safe City како пропадна поддршката од опозицијските партии, особено од ДУИ по подавањето рака на лидерската средба минатата недела. Што е со измените на кривичниот законник, зашто се брза со ваков чекор во пресред на донесувањето на комплетно нов закон кој треба да регулира оваа област? По тема на денот моја гостинка Ели Панова, пратеничка од ВМРО-ДПМН. Почнуваме со Дневник. Со 81 глас за и 19 против, пратениците го усвоија законот за прекршоци, со кој се овозможува од 1 февруари да профункционира системот Safe City. Власта обезбеди двотретинско мнозинство без ДУИ и без СДСМ. Поддршка дадоа Левица и двајца пратеници од коалицијата на ДУИ. Опозицијските партии кои не дадоа поддршка изразија резерви за доверливоста на податоците, јазикот и опфатот на градови. Катерина Нешкова со детали од дебатата. Две од клучните прашања од лидерската средба што ја свика Мицкоски денеска поминаа во собранието. Законот за прекршоци со што од 1 февруари стапува на сила Safe City и изборот на нов народен правобранител. Двете прашања бараат двотретинско мнозинство, а правобранителот со месеци чекаше и Бадентерово мнозинство. Иако Ахмети и ДУИ во последен момент се предомислија и одстапија од договореното на лидерската средба, Филипче и СДСМ воопшто не присуствуваа на неа. Власта обезбеди двотретинско мнозинство заедно со 6 пратеници на Левица, како и со Бејџан Илјас од Демократската партија на турците, кој е дел од фронтот на ДУИ, и Илир Демири од крилото на села во Алијанса за албанците, кој претходно најави независно делување. Законот за прекршоци беше донесен со 81 глас за и 19 против, што беше потврдено и со поединечно гласање на барање на ДУИ. Ние цениме дека овој закон ќе спасува човечки животи. Секако не е законот совршен, секако има многу работи кои што ќе треба да се менуваат и ние очекуваме, такви беа и најавите, дека овој закон ќе се менува во од, како што ќе тече нели неговата примена. Ние секако планираме да се вклучиме во тој процес, посебно планираме да се вклучиме во делот околу казнувањето. Илир Демири. За. Бејџан Илјас. ДУИ гласаа против со образложение дека не биле сигурни во ветувањата на ВМРО-ДПМН и дека законот е противуставен, бидејќи Safe City ќе се применува само во Скопје, Тетово и Куманово. Вистина е дека седнавме со координаторите на пратеничките групи, која задача произлезе од средбата на лидерите и ние ги разгледавме и ги решивме техничките прашања. Добивме гаранција, меѓутоа сметам дека како пратеничка група не се доволни тие образложенија, бидејќи истите не се спроведуваат во законот. Бевме јасни дека законот е противуставен и тоа го искажавме јасно. СДСМ остана на ставот дека не веруваат во безбедноста на податоците. Сето она што ќе се прибере како податок од камерите на Safe City, нејасно е во јавноста како и на кој начин ќе се чува и може ли да се злоупотребува. Ово го кажувам заради тоа што собирањето на мејл адреси и собирањето на телефонските броеви на сите собственици на патнички моторни возила и на товарни моторни возила генерално во Македонија, правење на една таква база која што исто така може да се злоупотребува е еден сериозен проблем. Набрзо потоа, двотретинското мнозинство беше искористено и за избор на Фатон Селјами од Тетово за народен правобранител. Бадентеровото мнозинство го обезбедија двајца пратеници на Левица, како и Илјас и Демири од опозицијскиот албански блок. Поддршка дадоа и дел од пратениците на СДСМ.
Вкупно 95 пратеника, од кои 89 гласаа за, 6 против и нема воздржани. Илјус вкупно гласа 28 пратеника, од кои 20 гласаа за, 8 пратеника гласа против и нема воздржани. Констатирам дека собранието го избра народниот правобранител. Власта е задоволна од исходот. Лидерската средба ја прогласија за успешна, а ДУИ и СДСМ за изолирани. ДУИ и СДСМ во брак против животите и безбедноста на граѓаните. Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ, коалицијата Али и Венко, денеска заедно на дело во собранието гласаа против проектот Безбеден град. Коалицијата СДСМ и ДУИ се покажа на дело и во опозиција. ДУИ и СДСМ направија брак и во опозиција и застанаа против животите и безбедноста на граѓаните. Покрај законот за прекршоци и изборот на народен правобранител, учесниците на лидерската се согласија и за укинување на така наречената пржинска влада пред избори, како и за поддршка на реформските закони од ЕУ агендата. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Собраниската комисија за политички систем даде зелено светло за измените на кривичниот законник, но без прифаќање на десетината амандмани поднесени од опозицијата. Тие бараа враќање на стариот член 353, тврдејќи дека со новото решение не е опфатена злоупотребата на службената положба од министри и директори именувани од владата, како и дека има слабости во делот на јавните набавки и конфискацијата на имот. Владачкото мнозинство врати дека е апсурдно опозицијата да бара враќање на член што самата го укина пред 3 години. Собраниската комисија за политички систем даде зелено светло за измените на кривичниот законник. Сепак на седницата не беа прифатени десетината амандмани поднесени од опозицијата, со кои се бараше враќање на стариот член 353, бидејќи според нив со новиот член не е опфатена злоупотребата на службената положба од страна на министри и директори именувани од владата. Забелешки има и во делот за јавните набавки и за конфискација на имот. За владачката партија пак смешно е што опозицијата поднесува амандмани за враќање на членот законот кој пред 3 години самите го укина. Со сегашните решенија нема одговорност кај некритичната област, тоа се тендерите. Без силен член 353, тендерската коалиција сака слободно да ги дели државните пари на своји фирми без одговорност. Ово е закон кој што нема да амнестира никого и кој што ќе може од овој момент натака да ги инкриминира сите оние дела кои што беа претходно избришани. А за другите делови, зашто ние сме одбивале нешто, јас би ве прашал една работа. Колку лично вие амандмани имавте во 2023 година? Јас не го гласав тој кривичен законник, амандмани немав, имав закон, предлог, кој што е доставуван многу пати, кој што се однесува на тоа да се зголемат роковите на застареност за 3 пати онолку колку што изнесува казната на делото, а не двоструко, затоа што видовме дека најголем број случаи не застараа за мои сопартици, застараа за ваши сопартици. Јас апсолутно не верувам во намерата на власта дека ќе има одговорност, затоа што ние 35 години гледаме како сите високи функционери ги трошат милионите дали во Будимпешта, дали во Монако, дали во Дубаи, додека овде гледаме театар, колку сте сите испотресени со измените на тие членови, кој правил кворум, кој не правил кворум. Измените кои ги носи собранието се привремено решение кое треба да одговори на барањето на Уставниот суд, кој пред 1 година побара да се променат спорните измени на кривичниот законник од 2023-та. Министерот за правда очекува целосно новиот кривичен законник да биде донесен до средина на годината. Кривичниот законник ќе биде многу брзо готов со тоа што работевме на усогласување на 4 ЕУ регулативи, така да очекувам дека до јуни месец тој ќе биде донесен. Измените на кривичниот законник од 2023-та со кои значително се намалија казните за злоупотреба на службената положба и донесоа застарување на голем број судски предмети, со години ги критикува и Европската унија. Целосно нов кривичен законник е обврска која Македонија ја превзема и со реформската агенда, но државата не го испочитува крајниот рок на унијата за негово донесување до крајот на 2025-та. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Во тема на денот, моја гостинка Или Панова, пратеничка од ВМРО ДПМН. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, ви благодарам на поканата. Го усвоивте законот за прекршоци со 81 глас на граница помина. Бевте ли изненадени од промената во ставот на ДУИ со оглед на подадената рака на и по лидерската средба? Веројатно не сме изненадени од никаква постапка на ДУИ.
Иако беше подадена рака од наша страна и сметавме дека опозицијата треба да ги научи што е интерес на граѓаните и да ги носат одлуките малце полидерски, тие денес покажаа дека токму поради тоа што не ги слушаат граѓаните се во опозиција и таму треба да останат. Од друга страна, ВМРО-ДПМН докажа уште еднаш дека за интересот на граѓаните и за сите оние проекти кои што се поддржани од страна на граѓаните може да обезбеди двотретинско мнозинство со СДСМ, без СДСМ, со ДУИ, без ДУИ, што значи дека ние ќе продолжиме да ги имплементираме сите оние ветени проекти на граѓаните и оние кои што сме ги препознале дека даваат резултати. Имавте ли некакви преговори воопшто со ДУИ, затоа што тие изразија резерви во делот на употребата на јазикот и главно примената само во дел од градовите, односно во Скопје, во Тетово и Куманово, што сметаат дека е спротивно на уставот. Зошто тука не најдовте некаков начин, чисто заради тоа што изгледаше добро да се види еден позитивен исход од политички диалог од таа лидерска средба? Најпрви морам да потенцирам дека ВМРО-ДПМН покаже разлика во своето владење од владењето на власта на СДСМ и ДУИ претходно. Ние подадовме рака и направивме еден простор за да се оствари еден консензус за прашања вакви какви што се безбеден град, особено кога знаеме дека истите даваат резултати и граѓаните генерално го поддржуваат ваквиот проект. Меѓутоа, денес уште еднаш ние се уверивме во тоа дека таа подадена рака не секогаш значи добра намера и од другата страна. Тезите кои што излегоа денес на говорница апсолутно не држат никаков простор за коментар, заради тоа што генерално на истите веќе ние дадовме и одговори. Во делот на тоа зошто овој проект ќе се применува најпрвин само во Куманово, Тетово и Скопје, одговор треба да им го даде и членот на ДУИ, кој што всушност е и потписник на договорот во 2023 година, кога заедно со Оливер Спасовски го имаат потпишано првиот договор за Safe City, иако проектот почнал многу поодамна од 2012 година, тие се согласиле дека најпрвин пилот проектот треба да почне со овие три града. Но, во исто време, и пред неколку денови, меѓутоа и комуницираме со јавноста веќе подолг период, дека овој проект до крајот на 2026 година ќе биде имплементиран во сите градови на Република Македонија. Јас доаѓам од Струмица и навистина би била горда и би притискала колку што е можно побрзо овој проект да биде имплементиран и во Струмица, заради тоа што безбедноста на граѓаните се зголемува, а со самото тоа и човечките жртви се намалуваат. Морам да потенцирам денес дека една година од смртта на Фросина, младата Фросина, која што го загуби својот живот на Партизанска, има годишнина токму овој викенд или утре. Што значи ние, ако спасиме барем еден човечки живот, сите треба да бидеме горди. Резултатите кои што покажуваат од само еден месец пробен период со имплементација на овој проект, кажуваат дека имаме намалување на човечките животи, сообраќајните незгоди, па дури и повредите кои што се резултат на сообраќајни незгоди во градот Скопје, во градот Тетово и во Куманово. Што значи дека ова нивна теза апсолутно не држи вода, исто така се повикуваат и на неуставност, бидејќи сите граѓани биле еднакви по уставот. Ние сега отпочнуваме, од некаде овој проект мора да почне. Сега отпочнуваме со овие три градови, но целта е цела Македонија да биде безбедна и сите граѓани во Република Македонија да бидат безбедни. Втората теза е тоа што употребата на јазикот. Употребата на јазикот и тоа што кажуваат дека во известувањето опомената или решението кое што го добиваат не било на албански јазик. Апсолутно пораката која што ќе биде испраќана на СМС, ќе биде на македонски јазик со латинична подршка, но кога ќе го отворите линкот понатаму, се добива решението и на албански или на јазикот на кој што го зборуваат заедниците во Република Македонија, што апсолутно беше дел од преговорите и беше имплементирано, односно и веќе постојат одредени реакции и во рамките на софтверот и на системот кој што ќе биде воспоставен со казнувањето, ќе биде решен и ова прашање.
СДСМ изрази резерви околу делот на заштитата на приватноста и начинот на кој што ќе се менаџира со огромниот обем на податоци кои ќе се генерираат преку системот Безбеден град. Зошто не направивте тука некакви корекции кои можеби не само СДСМ како политичка партија, туку и кај јавноста ќе влеат некаква доверба дека злоупотреби нема да има. Еден таков предлог кој звучаше едноставен и за примена и логичен беше да овие податоци се бришат после 48 часа од нивното генерирање, кога веќе доказниот материјал ќе биде и доставен до лицето кое што е опоменато, казнато или е поведена одредена постапка. Најпрви морам да потенцирам дека ние сме законодавен дом. Ние во собранието ги носиме контурите и создаваме услови за да може еден закон да биде имплементиран. Тоа што е предмет на експертска анализа или одредени подзаконски акти се во рамките на Министерството за внатрешни работи. Што значи, ние со овие закони, 5 закони до денес, и кривичниот закон 1.6, кој што треба допрва да се донесе, и тоа ќе биде донесено на 28, ние создаваме услови за да може да профункционира овој систем. Доколку се утврдат одредени недоследности при примената на овој закон, апсолутно ќе бидат направени исправки на законите, заради тоа што законите може да ги промениме тоа што станува збор до собранието. Меѓутоа, овие прашања кои што ги поставувате, а кои што се за ситници, односно се дел од одредена детална анализа на Министерството за внатрешни работи, јас верувам дека ќе биде уредено со подзаконските акти на Министерството. Имате такво уверување некакво од владата дека тоа ќе се регулира, затоа што видите СДСМ вели дека тоа не е ситница, туку дека тие податоци практично ќе се користат за делување како партиски инструмент за следење, притисок и уцена на граѓаните. Ајде сега вака. Министерот беше пред 2 дена тука присутен. Рече дека во изминатиот период променил 9 подзаконски акти кои што во изминатите 10 години министерување на Оливер Спасовски не ги променил. А исто имплементација на Safe City има во делот на не сега казнување, нели, за сторени прекршоци од сообраќајни прекршоци, меѓутоа за другата примена на Safe City, кој што досега и тоа како се применувала за потребите на Министерството за внатрешни работи. Така ли? Што значи дека Оливер Спасовски апсолутно нема право да наоѓа забелешка за ова, затоа што добро е информиран и добро знае дека луѓето кои што се служат или управуваат со ваквите податоци, најпрви немаат сертификати за строго доверливо. И тоа е веќе казниво согласно постоечките законски прописи. Што значи казниво е да се лифтеруваат или да се пуштаат било какви материјали кои што потекнуваат од снимени материјали на камерите на Safe City и така натаму. Ова би било одлично ако и јас и вие не се сеќаваме дека тоа многу пати се правело во минатото и тоа масовно, а не по исклучок, така што таа недоверба па и јавноста ја има во однос на заштитата на нивната приватност. Јас се согласувам со вас, заради тоа што во минатото постоеле многу малверзации и постоеле простори за недоверба во институциите. Но исто така морам да ве потсетам дека во последните 2 години довербата во МВР драстично се има зголемена. И тоа граѓаните кажуваат дека една од институциите на кои што во моментот најмногу даваат доверба од македонскиот систем е МВР. И јас се надевам дека со решеноста да се имплементира еден ваков систем, ние ќе докажеме дека може да има ситни грешки, но ќе се справуваме со истите. И во исто време ќе докажеме дека неспособноста на Оливер Спасовски, тоа што тој не успел да го имплементира години наназад, некој успел да го имплементира за година и пол, за 2 години, и за сето тоа треба сите да бидеме горди, да бидеме срекни, дека отпочнало во еден период, се завршува во сосема друг период на владење. И не е битно која влада отпочнала еден проект. Ако сме ние зрели како македонски систем, треба да знаеме дека за вакви проекти владите меѓусебно мора да се надополнуваат. И за тоа се обидовме да изградиме диалог, да подадеме рака и да кажеме дека на крајот од денот ова е проект кој што го работеле сите, но на крајот треба граѓаните да имаат бенефит од истиот. Да. Се уште поминува аргументот
подсетувањето на одредени лоши аспекти на владењето на СДСМ и кога ќе и министерот и вие кога ќе кажете нова СДСМ не го направи толку и толку години ние го направивме, се уште тоа има тежина, но вие сте добиле довербата нели за да биде се подобро, да владеете подобро од СДСМ и како во случајот на Safe City и ова прашањето на чувањето на безбедноста на податоците и на приватноста, така и во случајот со кривичниот законник денеска во дискусијата, тие велат вратете го 353, ви им велите немате право, немате легитимитет и авторитет да барате да се врати нешто што вие сте го укинале. Но реално зошто да не се врати стариот член 353? Ајде сега вака. Најпрви мораме да кажеме, мора да дадеме малце поширок аспект на кривичниот закон и она кој што значи носење на кривичниот закон и измените кои што сега се во собраниска процедура. Не е фокус само 353. 353 се менува поради барањето и одлуката на Уставниот суд и тоа не треба да го заборавиме. Значи, ние како пратеници излегуваме во пресред да може да исправиме грешка која што беше направена за време на владењето на СДСМ и ДУИ. 2023 година јас бев пратеник кога се донесе овој закон и односно кога беше вметнат на собраниска седница во 12 часот на ручек, а беше веќе изгласан во 6 сатот поручек заради тоа што беа истерани и сите процедури со злоупотреба на европско знаменце, со скратена поставка, експресно без да можеме да извршиме ниту увид во тоа што се менува. Сега имаме носење на кривичен закон кој што е транспарентен и за кој што имаше јавна дебата, за кој што за прв пат беа присутни повикани повеќе од 30 експерти од јавноста, македонската стручна јавност, беа повикани сите поканети или предложени од страна на опозицијата и на истата присуствуваа и дадоа своји забелешки. Сигурно сте ја гледале таа дебата и сигурно знаете дека експертската јавност не даде забелешки на 353. Заради тоа што ние сега ги заоструваме оние казни кои што беа претходно воспоставени или кои што постоеа во кривичниот закон. И дури инкриминираме кривични дела кои што беа избришани со измената во 2023 година, за кои што ние добивме и забелешки од страна на Европската комисија. Што значи ние денес исправаме неправда, инкриминираме кривични дела и ги зголемуваме казните за истите. Сега забелешки имаше и во другите членови кои што се менуваат, односно имаше потреба да се дообјаснат или да бидат поприменливи. Ние мораме да кажеме дека голем успех е тоа што со овој кривичен закон за прв пат кривичното дело нанесена родово базираното насилство или нанесената штета на жените кои што трпат секојдневно од страна на своите партнери и за кои што имаме се повеќе пријави, за прв пат ќе се води по службена должност. И нема да бидат ставени под знак прашалник дали тие ќе бидат приморани да ја повлечат својата тужба за да оној кој што се ограшил одговара за истото. Исто така треба да кажеме дека кривичните дела против безбедноста на сообраќајот или функционирањето на Safe City е имплементирани во овој закон. Исто така не смееме да заборавиме дека ние тука зборуваме и за несовесното работење во службата. Значи ние наведуваме повеќе работи и реагираме во моментот се со цел да може да има казнивост се до донесување на новиот кривичен закон. Мораше ли сега, затоа што еве министерот најавува до јуни дека ќе биде готов комплетно новиот закон? Ќе биде, меѓутоа ние бевме ставени пред свршен чин од страна на Уставниот суд. И ние како законодавен дом моравме да реагираме и да ги донесеме овие измени. И ќе повторам, забелешки од страна на експертската јавност на истиот немаат, големи забелешки нема ниту од страна на пратениците. Амандманите кои што беа поднесени заради одредени корекции кои што се реторички, лингвистички или кои што не навлегуваат во суштината на важењето на членовите кои што ние се обидуваме да ги измениме со кривичниот закон. Што значи ние исправаме неправда
инкриминираме кривични дела за кои што СДСМ реши дека нема да постојат во Република Македонија, и истото го имаме направено врз база на компаративна анализа која што е изработена од страна на парламентарниот институт на Собранието, а која што ни кажува какви се казните на нашите соседи, меѓутоа и на европските држави, кога станува збор за јавните набавки, кога станува збор за одговорноста на службените лица и на несовесното работење во службата и така натаму. Денеска ја обезбедивте поддршката, потребна и за овој закон, но уште позначено и покритично беше дали институцијата Народен правобранител ќе се распадне комплетно, доколку не се избере час поскоро наследник на пензионираниот Народен правобранител. Беџан Илјас од Демократската партија на турците даде поддршка и Илир Демири од крилото на села во Алијанса за албанците дадоа поддршка и претениците од Левица. Дали ваквата поддршка значи нешто повеќе на подолг рок, или сепак беше ова адхок и резултат само на онаа лидерска средба? Особено ве прашувам во контексти на реформската агенда, за која за повеќе законски решенија ќе ви бидат потребни овие гласови. Апсолутно. За сите реформски закони ние ќе подадеме рака и понатаму би сакале да соработуваме апсолутно со сите пратеници. Политичките партии или лидерите на политичките партии носат одлуки од денес до утре каков ќе биде ставот на политичката партија, но не е така и со пратениците. Ние имаме во собрание пратеници кои што ја гледаат битноста на законите, како што беше денес законот за прекршоци, и тоа што Беџан Илјас и Илир Демири гласаа за законот за прекршоци, а исто така дадоа поддршка и за Народниот правобранител, заради тоа што мора да потенцираме дека ова многу битна институција која што не сме и не може да продолжи да функционира без државен народен правобранител, заради тоа што нема се уште донесено одлуки ниту кои ќе бидат народни правобранители низ правобранителствата на Република Македонија. И се става во подзнак прашалник една ваква институција која што се грижи за заштита на основните човекови права на граѓаните. Ние како пратеници во собрание ги разгледуваме нивните извештаи и знаеме колку е битна оваа институција, и токму поради тоа мислам дека подадената рака, диалогот, па дури од СДСМ гласа за народен правобранител, беше видено колку е всушност битна оваа институција и беше дадена поддршка. И понатаму и за реформската агенда и за сите закони, меѓутоа и проекти и реформи кои што сметаме дека се од огромно значење за граѓаните, ние ќе подаваме рака. Нивно е да одлучуваат дали ќе ни се придружуваат, но она кое што можам да кажам е дека владата е стабилна, функционираме, препознаваат пратеници што е добра намера и кога се носат законски измени, се со цел да се подобри животот на граѓаните, и се надевам дека во наредниот период ќе имаме позитивни реакции на ваквите предлози кои што ќе ги носиме во собрание. Или Панова во тема на денот, благодарам за гостувањето. Ја благодарам на поканата. Символ на длабока системска слабост, Вака Филков го коментира случајот со судијата Ѓоко Ристов. Најавува итни законски измени за спас на правосудството. Протест на вработените во пошти, без плати и во субстандардни услови, сведочат на крахот на поштенскиот систем. Министерот за правда Игор Филков остро реагираше по скандалот со апелациониот судија Ѓоко Ристов, кај кого беа пронајдени 350.000 евра за зидани, оценувајќи дека случајот е символ на длабока системска слабост и култура на неказнивост во правосудството. Филков најави итни мерки и законски измени за спас на судскиот систем, кој се соочува со сериозен кадровски дефицит, институционална блокада и пат на довербата кај граѓаните. Во фокусот на реформите се новиот закон за Академија за судии и јавни обвинители, воведувањето строг мерит систем и зајакнувањето на отчетноста како клучни чекори за професионализација и враќање на довербата во правдата. Сокриените 350.000 евра во зид кај судијата Ѓоко Ристов не се само скандал, туку символ на неказнивост и системска слабост, смета министерот за правда Игор Филков. Настанот не само што ја нарушува довербата во судството, туку го загрозува интегритетот на функцијата судија. Според Филков, по последните случаи со корупција изминатиот период, граѓаните со право се прашуваат каде е правдата, кога предмети за висока корупција со години стојат без разрешница. Случајот со апелациониот судија, кај кого беа пронајдени 350.000 евра, скриени и задзидани во зид,
не е само скандал. Тоа е символ на длабока системска слабост, символ на култура на неказнивост, молк и меѓусебна заштита што предолго ја разјадува довербата во правосудниот систем. Овој случај дополнително ја нарушува довербата во целото судство. Бидејќи состојбата во правосудството веќе одамна не ги дава резултатите кои граѓаните ги очекуваат, а по проверката на ресорното министерство изминативе 2 години ни сите судови во Македонија, заклучокот е дека се кубори со кадар и во судовите и во обвинителствата, а тоа се одразува врз ефикасноста на постапките. Министерот Филков доставил известување до финансии со кој укажува на потребата од итни вработувања во судската и јавно-обвинителска служба, а подготвен и новиот закон за Академија за суди и јавни обвинители. Со новиот закон се воведува годишен прием во Академијата врз основа на прецизни проекции по судови и обвинителства по апелационо подрачје. Се воведуваат одделни јавни повици, при што кандидатите аплицираат за едно конкретно работно место, или за судија, или за јавен обвинител. Во владина процедура и законот за судска и јавно-обвинителска служба, како и законите за плати на членовите на судскиот совет и советот на јавни обвинители. Иако претходно премиерот Мицкоски кажа дека судиите и обвинителите не заслужуваат повисоки плати, бидејќи довербата во правосудниот систем е многу ниска, Филков очекува поддршка од коалициониот партнер за овие закони, бидејќи тие се според реформската агенда и европските стандарди. Според анкетите на МЦМС за корупција во Македонија минатата година, 79% од граѓаните сметаат дека судиите се вклучени во корупција, додека пак 74% истото го мислат и за обвинителите. Тамара Дичевска, Сител телевизија. ВМРО ДПМН негира било каков договор со ДУИ за предвремени избори и заедничка влада. Владачката партија реагира по тврдењата на Ахмети за неформален договор со Мицкоски, кој потоа премиерот не го испочитувал. Од ВМРО ДПМН тврдат дека Ахмети практично молел да влезе на Илинданска со компромис околу бројот на министри и откажување од спикерското место во собранието. Али Ахмети кажува дека со председателот Мицкоски пред една година договорил предвремени избори, но не ја кажува вистината за средбата во мојата канцеларија. Пратеничката на ВМРО ДПМН Дафина Стојановска тврди дека ДУИ биле подготвени на се за да влезат во владата по последните парламентарни избори. Нудеше влез во владата без да бара председателско место во собранието и со прифаќање едно министерско место помалку од тоа што го бараше Влен, само за да биде дел од истата оваа влада. Но ние останавме истрајни во она што беше порака од народот, дека ДУИ мора да оди во опозиција. Друг пат пред да кажува невистини, нека размисли добро и нека биде подготвен дека ние ќе кажуваме вистини, пишува Стојановска на социјалните мрежи. Незината реакција следи по интервјуто на Ахмети за TV21 во кое тој тврди дека со премиерот Мицкоски биле договорени заедно со локалните избори минатата есен да се одржат и предвремени парламентарни избори. Për zgjedhjet parlamentare kam biseduar me zotin Kristian Mickovski shumë më herët, para gati një vjeti, mos ma shumë bile. Ndoshta ka ndryshuar më qëndrim zotin Mickovski. Dhe jo, aso kohë jemi dakorduar realisht që në zgjedhjet e tetorit të vitit që e lam pas, të bëhen edhe zgjedhjet parlamentare. Dhe nuk e mbajti fjalën? Dhe sigurisht kanë bërë analizat e duhura si VMRO dhe në takimin e dytë të radhës i paraqiti 2 opsione të reja, me shka unë nuk u pajtova ato opsione dhe mbet situata kështu si është zhvilluar deri tani. Односите меѓу ВМРО ДПМН и ДУИ изгледаа затоплени по последната лидерска средба на која Ахмети рече дека неговата партија ќе даде поддршка за Сейф Сити и народниот правобранител, но на денешната седница гласаа против. Александар Спасовски, Сител телевизија. Колапс на македонската економија ако не се одложи примената на новиот систем за влез во Шенген зоната за македонските транспортери. В понеделник прва блокада на граничните премини кон Унијата. Во вестите во 21. Работените во македонски пошти излегоа на протести поради неисплатената декемвриска плата, предупредувајќи на целосен колапс на националниот поштенски оператор.
Синдикатите постави ултиматум за итна исплата, најавувајќи и генерален штрајк доколку кризата продолжи. Во меѓувреме, власта, опозицијата и раководството разменуваат обвинувања за корупција и лошо менаџирање. Во пошта веќе одамна најчестото прашање не е има ли пратка, туку има ли плата. Вработените утрово излегоа на протест, затоа што и овој месец заработеното не стигна на време. Синдикатите велат дека 60% од работниците се на минималец и ни тој не е редовен. Овој денешен протест е знак на револт на вработените, бидејќи е пробиен законскиот рок на исплата на плати во Македонска пошта. Веќе неколку месеци ова не се случува, ова е трет или четврт месец каде ни касни платата, но овој месец го проби дното. Луѓето повеќе од 45 дена се без апсолутно никакви приходи. 2000 семејства во месец јануари се оставени без приходи, ги пречекаа сите празници без приходи. Генералниот директор на пошта признава дека платата доцни, но уверува дека денеска ќе биде исплатена. Кажа дека проблемот се повторува поради финансиски потешкоти предизвикани од наследениот долг. Благодарение на ангажманот на владата и управниот одбор, платите за месец декември се обезбедени веќе. Точно е дека оваа состојба се повторува неколку пати во текот на годината. И јас лично покрај тоа што ја споделувам болката на работниците, активно работам на подобрувањето на условите за нив. Нередовната плата не е единствениот проблем на вработените во пошта. Објектот во кој работат наликува на простор наменет за снимање хорор филм. Таванот прокиснува, па жолтите дамки под зидовите сведочат дека секој дожд се собира во кофи. Светлото е слабо, грејење речиси и да нема, но затоа на секое ќоше има искршени маси и столици. Куртиши вели дека за ваквата состојба виновно е претходното раководство, кое не инвестирало ниту денар. Планови за подобрување на условите има, но за реализација ќе биде потребна поддршка од владата. Опозицијата критикува, додека работниците немаат за леп, се делат милионски тендери во пошта. СДСМ веќе го објави скандалот, како фирма на советникот од Знам добила тендер од пошта во вредност од 1,2 милиони евра за чистење. Корупцијата и криминалот на ВМРО Знам ја загрозува екзистенцијата на работниците. Не може да нема пари за плати на работниците, велат од СДСМ. Пари за редовни плати немаше ниту во времето на СДСМ. И во нивниот мандат вработените протестираа неколку пати и обвинуваа дека се распишуваат огласи за административци од кои нема потреба, а недостасуваат поштари, шалтерски работници и оператива. Проблемите во пошта ги покажа извештајот на Државна ревизија, според кој работата тргнала надолу во 2017-та и од тогаш постојано има загуби. Мартин Арсов, Сител телевизија. Првата обоа на Националната опера и балет Татјана Петрушевска обвинува дека е незаконски суспендирана по конфликт со странски диригент Гостин. Наместо заштита од менаџментот вели дека добила забрана за влез и казна од 50% од платата. Дел од оркестарот и синдикатот на културни работници застанаа во нејзина одбрана тврдејќи дека постапката е незаконска, а раководството мора да се преиспита. Директорот Арсовски ги отфрла обвинувањата, најавува одлука на дисциплинската комисија и посочува дека подолго време за неа добивал пријави од колеги за недолично однесување и мобинг. Двете страни најавуваат тужби. Првата обоа на Националната опера и балет Татјана Петрушевска обвинува дека е незаконски суспендирана од работното место поради конфликт со диригентот Гостин и Дуартан Барцумјан. Покавката за време на пробата на 16 јануари за балетот Мадам Бовари, Петрушевска вели дека добила опомена дека не свири по темпо, а потоа и забрана за влез во матичната куќа во која работи 30 години и казна од 50% од плата. Во одбрана на Петрушевска застанале дел од колегите од оркестрот и синдикатот на културни работници, кој вела дека нивната колешка незаконски е суспендирана и сериозно треба да се преиспита раководењето на директорот. Но последнава година дена, колегите и јас сме изложени на тортура, а се тоа кулминираше со забрана за мој влез во Македонската опера и балет и казна од 50% на плата за наредните 6 месеци, кој исто така се повреда на постапката и директорот сам не може да одлучи за такво нешто. Овие негови одлуки се надвор од сите ингеренции на директорот и уште еднаш го докажа неговиот насилнички однос и потребата од докажување надмок. Ваквите обвинувања ги отфрли директорот на Националната опера и балет Оливер Арсовски, кој вели дека нема ништо незаконско во постапката, а конечната одлука ќе ја носи дисциплинската комисија.
но тврди дека подлог временски период Петрушевска недолично се однесувала и кон колегите и кон диригентите, зашто била и толерирана. Како доказ покажа пријави од колеги за мобинг кој го правела обоистката. Цело време се однесуваше многу агресивно и кон диригентот и кон одредени колеги, и за да може процесот на работа да продолжи, ние отстранивме со суспензија. Значи во дисциплинската комисија има член на синдикатот, има уметничкиот директор на операта и член на оркестарот. Како они ќе одлучат и што ќе одлучат, јас тоа ќе го потпишам. Не преюдицирам што ќе одлучат. Можеби ќе одлучат дека ќе има некаква казна, а меѓутоа никогаш не станува збор за казна со отказ, тоа да сме на чисто. И двете страни најавуваат приватни тужби по навредите и личните квалификации кои си ги упатија. Иако падна во сенка на проблемите во оркестрот, вечерва сепак ќе биде изведен балетот Мадам Бовари по диригентската палка на ерменскиот диригент кој веќе 20 години е гости на Националната опера и балет. Ивана Соколович најдова, Сител телевизија. One Македонија официјално доби лиценца за 5G и стартува како трет мобилен оператор во државата. Компанијата најпрво ќе почна со услуги во Скопје користејќи национален роаминг кај постојните оператори, додека паралелно ќе гради сопствена автономна мрежа. One Македонија телекомуникации на унгарски 4G официјално е трет мобилен оператор. Компанијата ја доби лиценцата за 5G радиофреквенција од Агенцијата за електронски комуникации. Во почетокот, операторот ќе ја користи инфраструктурата на постојните два мобилни оператори, а во меѓувреме ќе гради сопствена мрежа базирана на технологија од шведски Ericsson. We will need to work with our competitors on so-called national roaming in the beginning. It's a temporary national roaming. The idea is to launch the network first in our own network in Skopje, but gradually we want to expand and also it's important for our business plan to get out of this national roaming because it's not cheap for us. Компанијата веќе има стратегија за да им ги помати сметките на постојните оператори. Очекувањата се дека во првите 5 години уделот во пазарот на One Македонија телекомуникации ќе биде двоцифрен. Significant market share, so definitely double-digit significant market share. Now I can't comment on our most sensitive commercial plans, how aggressively, what is our ambitions. You can understand that this is sensitive. Планот е до крајот на март 2027 компанијата да го покрие Скопје со 5G мрежа. До крајот на 2028, согласно договорот, со постојан 5G сигнал без прекин треба да бидат покриени главните патни коридори во државата. До крајот на 2030 сигнал ќе мора да биде обезбеден во сите градови. До крајот на 2032 секој граѓанин да има можност за пристап до интернет преку 5G мрежа со брзина од најмалку 100 мегабајти во секунда. Од АЕК уверуваат дека и покрај тоа што 4G ги доби фреквенциите, државата има капацитет во иднина да прими и четврт оператор. Има, не е невозможно. Тешко, ама има. Има можности за четврт оператор, зашто да не, ако има интерес. Процесот за влез на унгарски 4G почна минатата година кога преку својата подружница One Македонија телекомуникации достави официјално писмо за намери до АЕК, каде што изрази интерес за обезбедување достапни радиофреквенции како дел од планот за влез на телекомуникацијскиот пазар. Даниел Василев, Сител телевизија.